Еве сега како што можеме да видиме, тука ни бараа да си ставиме години. Јас сум ставил 28, 84 кила, мислам дека сум сега 183 висок. Сега ја не сум атлета професионална, гледате имам различни опции, дека седиш, дека лаво си вежбаш, дека средно вежбаш, тешко дека вежбаш и атлета. Јас стев атлета од аспект на тоа што сум цел ден на нога, посебно во летен период имам премногу тренинзи, плюс тренинзите што ги правам, плюс тоа што трчам. Дефинитивно имам огромно ниво на активност. Доколку вежбаш во теретана до 3 пати, а имаш седечка работа и не пешачиш многу, добро ќе биде оваа вторава опција да се стави. Доколку си некој што вежба во теретана 3 пати, можеби и 4 некад, ама па и знаеш да прошеташ, да отидеш во тамо без кола, може да го ставите третото. А ако си некој фанатик што си сака си поштуе вежбање 6 пати, 5-6 пати и плюс да прошета, тогаш ставите го предпоследно. Последно е дефинитивно стрикно за некој со таква работа или со стварно што работи с професионално некој спорт. Бара и бодифет, ама како што и си пишува овде опционално е тоа, можеби за по соодветни бројки да стаи. Јас мислам според вагата што имам дека сум 13%, ама не сум сигурен, но ќе оставиме така. И стискам калкулирај. А што стев тука? Малце стев, мислам дека нешто грешив, чека си го сменам. Light exercise, тоа не. Јас сум си атлета. Ево, pop, calculate. И сега оно си дава maintenance calories. Уствари ова е најтешката работа. Ти да знаеш од почетокот кои ти се тие maintenance calories. Овие се тие на почетокот што ги зборевме, кај што си иста килажа цело време. Примерно 84 кила сум и сакам цело време да останам оваа килажа. Ова е тешко во суштина се добие. И сега ова е краткиот пат, не е најточен, да се разбереме. Јас имам учено преку мојот сертификат како да ги пресметам конкретно точно калориите, има различни формули, се убацуваат повеќе податоци, тоа е малце подолга и потешка работа и е малку поточно од ова секако, ама и ова е одличен старт. И сега што можеш да направиш уствари за да видиш ти дали ова точно. Можеш да пробаш од овие калории, од прилика да внесуваш една недела храната што ја внесуваш. MyFitnessPal постои како нели апликација која што можеш да внесуваш храна и мислам со фри верзијата, со бесплатната верзија дека доста добри опции имаш, така да ќе си убациш храна, што внесуваш, гледај ги внесеш овие калории една недела. И сега ти во таа недела мери се од сабајле и навечер и на гладно срце и кога ќе јадеш на крајот од денот, измери се. Види во таа цела недела дали на просек ти може ќе бидеш еден ден потежок, еден ден полесен, тука има многу врска, нели водата што ја внесуваме, колку изфрлена, колку не, во веце сум бил, не сум бил. Многу луѓе се нервираат и кога се на некоја диета, они мислат дека тоа треба така линеарно да се движи и цело време ја да намалувам помалце. За жал не е така. Треба да се види просекот и тоа не од недела, може да биде и од 2 недели или на цел месец, поради тоа што може јас целта ако ми е во месецот да изгубам само кило и пол. И ја рачунај може во таа последна недела кога јас сум правил диета нели сето тоа, ќе го наречеме диета. И сега тука пример да сум со вода пун и да не сум бил у WC и такви може ми се соберат неколку работи и да бидам иста килажа као што сум почнал. Ама кога ќе го извадам целиот просек од тој месец, уствари јас ќе видам дека сум намалил кило и пол и само треба да продолжам со процесот. Натака пак да си терам. Така да не се разочарувајте. Направи го тоа пример една недела и види дали со тие калории ти си стварно иста килажа. Недела, две, али недела прилика е окей, сосема доволно е. Тоа значи дека си нели на право место и добар си. И сега од тука имаш две опции што можеш да ги направиш. Едната е или ако сакаш да намалиш нели збориме килограми, едната ќе ти биде да намалиш внес, другата ќе ти биде и да оставиш исти внес, ама да накачиш активност или потрошувачка, или можеш еднакво од двете, од ова малку да намалиш и ова малку да го покачиш. Овде да ги разгледаме уште малце опциите сите што ги дава од прилика калориите за сите што ги спомнав активности што ги има. Еве идеалната килажа, наводно ми вика дека BMI и сум overweight или дека сум дебел, не знам како сум ја дебел, може да видиме, дека и слаб сум дури, али BMI стварно не е фактор што треба да се гледа, зашто буквално нема никаква информација, само според висина килограми, тотално е небитно искрено. Во некој случај да, ама некој што има така мускул висок е пример, не мора да значи дека е overweight.
Сега, тука си ги дава и, отприлика он ти ги дава, гледаш, грамажа и калории за секој макронутриент. Протеин ми вика, ако сакаш да имаш модерет карб диета, еве го, 30-35% се ова, во прво лево, првиот леви три правоаголничиња што ги гледаме, 278 грама протеин, 144 грама масти и 324 грама јаглехидрати. И сега овде може да видите дека ова е maintenance. Имате опција да го смените на cutting и имате на bulking. Тие се трите, нели, опции што ги сакаме, едната е да растам, да намалам или да останам ист. И сега, убаво е стварно ова за без пари, ти дава опција ти да имаш со moderate carbs, со lower carb или со high carb пресметување. Така да може да ги видите како изгледаат сите тие грамажи. Ако ставам cutting, еве колку и како дава, отприлика на cutting ми дава колку, чекај само тука видиме дали може да го ставам да ми ги дава калориите, ама не ми ги дава. Нема везе, може да се пресметат. Еве го, 3200 вика. 500 калории на ден. Дали ова многу или не? Зашо 500 калории на ден? 500 калории на ден го ставаат обично така, зашо на крајот од неделата имаш 3500 калории и тоа е еднакво како демек на 1 грам масти да намалиш. Сега, зашто го прават овој дефицит од 500 калории? Затоа што има правило дека 1 pound of fat, of масти, е 3500 калории, така да ти на ден, ако кратиш 500 калории, нели, во една недела ќе имаш 3500 калории скратено и така ќе изгубиш 1 pound масти. 1 pound колку му доаѓа? 0, не знам колку килограми, извинете, треба го проверам тоа. И сега, дали да ставите 500 калории? Ако може да се прави со 500 калории, не дека не, зависи колку калории си внесувал до сега ти во твојот дневен внес, ама па и мојот совет скоро секогаш е да се почне полека, постепено, дури со помалце, почнеш полека, пример со 200 до 300, еве 300 нека бидат калории скратени на ден, плюс ако зголемиш малку повеќе потрошувачка, види како е планот и сега ти одредено време да работиш на овие калории, да стигнеш да намалиш, да речеме, на полохран ќе биде тоа кило и пол и телото ќе научи тука после тоа да работи на овие калории и тука треба да направиме пак мал дефицит околку секаш се уште да продолжиш, нели, со намалувањето и може уште малце да покачиш енергетска потрошувачка со различни активности. Така да тоа е еден добар спор план кој што би било идеално да се користи. Ама може и да се проба со 500 калории на ден, вака да се тера и понатака кога ќе завршиш, нели, со твојот процес, може би да намалиш помалце, пример уште 100 или уште 200. Тоа се неколку начини кои што може да се пробаат за да се намали. И кога ќе ставам bulking на крај ми дава 4200 калории на ден, тоа е плюс 500 калории, пак на крајот од неделата стигна до 3500, нели, за да се накачи 1 паунд. Така да, еве ги, 420 протеин, убаво е многу храна реално. И јас сакам да идам на некој појак балк, пример во зима, ама као што може да видите, скапо е многу да се зголемиш, дефинитивно е поскапо од колку да намалиш килограми. Страната си е топ, доста добри ствари нуди за бесплатно, еве плюс и некои типс дава надоле како што, зашто, така да слободно искористете оваа страна за да пресметате која калорија и кај да стигнеме, а после тоа можеме да си ги поделиме калориите, као што зборевме. Еве пример, одма на брзинка ќе направам пример, ќе ставиме cutting и сега јас треба да речеме 3200 калории. Како да го направиме? Како да направиме таа подолба? Ако реков дека 2 грама сакам да имам од моите, да биде 2 грама по кило да ми биде протеин, 84 кила ставив тука, така да тоа ќе ми биде 160 грама, 160 пута 4, му искача негде скоро 600 калории, што на овие калории ќе биде малце, на мојата грамажа, висина, килажа, можам да ставам повеќе протеин, ама еве да го ставиме така, 600 и нешто калории ќе ми бидат од протеин, 20% и 25, 30 еве ќе ги ставиме како што рековме да бидат масти, и сега ако внесувам 3200 калории, 30% треба да ми бидат масти, тоа ќе бидат некои 400, да речеме, калории.
ќе го поделиме со 9 грама, пошто со 9 калории, затоа што 9 калории е 1 грам од масти. И тамо ќе видам колку грамажа треба да внесам масти и на крај уствари колку калории ќе ми останат, тие ќе бидат за јаглехидрати. Ако беа, како што реков, од протеинот 600, од мастиве ќе бидат некои 400 или дарка и на крај ми остануваат 2200 за јаглехидрати. Во таа балансирана храна, пошто верувајте, јаглехидратите се исклучително битни, посебно зависи за кој што активност прави, ама тие ни се главното нешто за енергија, главниот фил, гориво ни се они. Така да секогаш во секоја диета во суштина они ќе бидат на повисоко ниво. Еве гледате кога ќе стиснеме ние moderate carb, low carb, пак процентите се да бидат исти уствари. Ако ќе биле на висок карб, тоа би било, не знам, 60%, 50% да бидат од јаглехидрати. Посебно за атлети, за спортисти кои станува збор, кои имаат многу трчање, кошаркари и сето тоа, им требаат многу јаглехидрати. Негде по 4, зависи фаза на полнење кога се прави, се ставаат доста јаглехидрати, стварно. И нема тука ништо лошо. Не се јаглехидратите криви зашто ве дебелеат. Ако ти имаш калориски дефицит, сиво калориски дефицит, ќе си ослабеш, ќе немаш никаков проблем.